Денешната пресконференција е на тема дефинирање на условите за ставање во промет на храната од животинско потекло, наменета за директно снабдување на крајните потрошувачи од страна на производителите согласно новиот правилник на Агенцијата за храна и ветеринарство. За таа цел прво даваме збор на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, господин Зоран Атанасов. Повелете, господин Атанасов. Благодарам. Почитувани, пред себе сакал да кажем дека Агенцијата за храна и ветеринарство како најодговорна институција за безбедноста на храната, здравствената заштита на животните и благосостојбата на животните, како и заштита на правата на потребителите, денес во соработка со Стопанската комора на Република Северна Македонија организираше поканата од Стопанската комора, организира промоција на новиот правилник за барањата, за условите и хигиената на производство и ставање на промет на храна од животинско потекло, наменета за директно снабдување до крајните потрошувачи. Правилникот е изработен заедно во соработка со Факултетот за земјоделски науки и безбедност на храна, Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, луѓе од Агенцијата за храна и ветеринарство, невладените организации, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Значи, опфатен е поголем број на институции, сакаме со тоа да постигнеме да биде потранспарентен и поприменлив во јавноста и во секој навие. Правилникот ги регулира барањата за хигиена на храната за директно снабдување од страна на примерните производители до крајните потрошувачи или локалните малопродажни трговци кои директно го снабдуваат крајниот производител. Цениме дека со примената на овој правилник се регулира и се олеснува ставањето во промет на помали количини од храна од животинско потекло од страна на примерните производители, тоест фармерите или малите трговски предпријатија или малите производни предпријатија директно на пазарот и до крајниот потрошувач, без при тоа да биде загрозено здравјето на луѓето или безбедноста на луѓето кои се однесува безбедноста на храна. Јас би имал толку и благодарам на вниманието. Понатаму раководителот на секторот за инспекцијски надзор во Агенцијата за храна и ветеринарство подетално ќе опише и ќе ги презентира условите и барањата кои што треба да ги исполнуваат овие примерни производители. Благодарам. Добар ден на сите. Како што најави директорот, денес многу собрани за регистрација на правилникот кој ќе регулира условите и хигиената за производство и ставање во промет на храна од малите крупни производители, преработката од тие производи, од услови за директно снабдување и како локализирана активност, исто така и во географски и економски ограничени подрачни. Исто така го третира и дел за општи посебни барања за примена на традиционални методи за производство, преработка и дистрибуција на храна со традиционални карактеристики. Што може да видите и самиот текст, самиот назив е доста долг, а и текстот е долг, така да јас ќе се потрудам во кратко црти, виждајќи се низ текстот на правилникот, да ги објаснам суштините на одредбите од тој правилник, условите за кај поедини производи и условите за нивна продажба и промет од страна на малите поедини производители. Како што реков и порано, целта за изработка и сооружување на овој правилник беше да се овозможи на производителите на примерни производи и преработките од нив да можат да ги произведуваат и стават во промет овие производи директно до крајните потрошувачи или до локалните малопродажни објекти за снабдување на крајните потрошувачи од флексибилни услови за производство, како и употреба на традиционални методи производство, преработка и дистрибуција и услови со економски и географски ограничувања. Овој правилник во текот на неговото работење претрпе доста некои измени и беше даден на разгледување од страна до сите тие на кои што е наменет, на сите корисници негови, до преку Федерацијата на фармери, преку Стопанската комора, на забелешки и предлози. Голем дел од забелешки и предлози беа прифатени и петнати во конечниот текст на правилникот, кој беше донесен
по службен вестник брой 144 от 17.7.2019 година. Правилникът значи ги пропишува условите и хигиената за производство и ставане в промет на мали количини на примерни производи и преработени производи от тия производи директно до крайните потрошувачи и до локалните контролни обекти, които снабдуват крайните потрошувачи. И регулира условите в оглед на просториите, опремата и инструментите и облици, както и начинът на производство на храна с традиционални методи и традиционални характеристики. Условите исто така регулира условите на барите, за трябва да ги използват операторите на съхрана от малове и они оператори кои се најдат подраче со економски и географски ограничувања и промет на тия производи во услови на авторизирана активност. Да ги објасниме некои значења на одделни изрази во овој правилник. Директно снабдување значи снабдување на крајниот потрошувач со тие производи на самото место на производство односно на фармата, како и дистрибуција на тие производи до крајниот потрошувач, до местото на негово живење, до куќата, до домот на крајниот потрошувач и до друг локален малопродажен објект или угостителски објект кој е во состав на фармата односно одгледувалиште. Значи, со тоа се дава можност на тој приварен производител мали количини од своите производи и преработка тие производи да ги пласира директно на местото на производство на самата фарма, достава тоа крајниот потрошувач до домот на крајниот потрошувач и во локален малопродажен и угостителски објект кој е во состав на фармата и одгледувалиштето. Исто така се регулира да може да ги пласира своите производи и на сајми и изложби на целата територија на државата. Понатаму храна со традиционални характеристики е храна која традиционално се произведува во државата и историски се препознава како традиционален производ и се произведува во согласно со кодифициран или регистриран технички рецепт за традиционален производен процес или според традиционални методи на производство или е заштитена како традиционален производ со закон. Локализирана активност. За прв пат во овој правилник локализираната активност во разработката од претходниот правилник е активност која значи производство и продажба на храната и животинско потребло во планскиот регион. До сега локализираната активност се сметаше во продажба во подрачјето на општината и соседната општина, додека сега со овој правилник се дава можност да става локализирана активност да се прошири на планскиот регион, со цел развој на некои региони кои што се неразвиени. Значи, операторите, приварни производители и операторот по-маловен може своите производи да ги произведат и пласират во регионот кој што потекнува, а исто така и суровината за тој производ да потекнува од тој регион. Подраче со географски и економски ограничувања. Тоа се подраче со неповолна патна и останата пристапна инфраструктура или со слабо населени рурални заедници и истите се со ограничена можност за земјоделски сточарска дејност. Исто така тук се дава дефиниции за оператор со храна од мал обем. Тоа е правно физичко лице кој што произведува, преработува и става во промет мали количини на примерни производи пропишани со овој закон, со овој правилник, од услови за локализирана активност. Како што видите, текстот е доста долг, ќе одиме низ самиот текст и некои делови суштински ќе ги објасниме, доколку има некоја потреба од појаснување по текстот на презентацијата, со колку некој да праша. Јас и колегите од работата кои учествуваа во изработката на овој правилник ќе дадам одговор на тоа што не е јасно и во тоа што имате поумење. Прво, како што реков, уште едно да дека овој правилник го регулира ставање, производството и ставање во промет на производите од животинско потребло кои се примерни производи и преработката од тие производи. А тоа се суровото млеко и производите од млеко, месо добиено при голење на животни, месо од дивеч, производи од месо, мед, конзумни јајца и конзумна риба. Суровото млеко кој што се произведува на фарма, кој што производител ги произведува во собствените животни, е за човечка употреба, може да го произведува и да го продава за услуги на директно снабдување на самата фарма
достава до домот на крајниот потрошувач и преку млекопатот. За прв пат во овој правилник се уведува новината млекопатот. Веќе суровото млеко, за да може да се продаде преку млекопатите, мора да ги задоволи и основните да потекнат од одгледувалиште кои ги исполнуваат барањето, здравствена заштита на животните, област на болести, бруцелоза, туберкулоза, животните да бидат од добра здравствена состојба и не покажуваат знаци на болест, имат здраво вино, без храни и се години. Исто така суровото млеко мора да ги исполнува и барањето, правилникот за општи хигиенски барања за млеко и производи од млеко, во делот на бројот на солодските клетки и делот на микроорганизмите. Согласно тој правилник, суровото млеко треба да е со стандард од 100.000 микроорганизми по милилитар и 400.000 броја солодски клетки по милилитар. Тоа е условот за да може суровото млеко да биде продавано преку млекопатите. Се другото е сурово млеко директно на самата фарма. Моделот на суровото млеко на фармата треба да се работи одвоено и може да се беше само сурово млеко од две последователни блози. Исто така треба да се обрне тука производителите и внимание на хигиената при возењето и хигиената на прибор и опремата која доаѓа во контакт со тоа сурово млеко. Значи да бидат исполнети и општите хигиенски барања за такво млеко. Тоа што го спомнам, не сум може да го кажеме. За да примерите производители произведат и стават и продават сурово млеко, мора да бидат регистрирани во Агенцијата за храна и ветеринарство, а исто така млекопатот треба да биде заведен во регистрацијата на примерите производители кои вршат директна продажба. Млекото, за да стигне во млекопатот, треба да биде по возењето изгладено на температура од 0 до 4 степени Целзиусови и тоа да биде јасно истакнато нехранот на млекопатот. Млекото во млекопатот може да се продава од 24 часа после возење. Понатаму тоа млеко оди или во преработка или во исхрана на животните на одгледувалиште. Исто така примерниот производител на своето одгледувалиште може да врши и преработка на суровото млеко во производи што се сирење, кајмак, материца и така натаму. Тие производи исто така ги произведува и ги продава во хигиенски услови, претходно регистриран и на своето одгледувалиште под услови на директна продажба. Што значи сега се дава можност на примерниот производител своите производи да ги продава и во еден локален малопродажен објект, односно сирењето кое го произведе на своето одгледувалиште, да може соодветно да го означи и декларира согласно овој правилник во кој ќе ги наведе името и адресата на производителот, датумот на производството, име и вид на производот и рок на употреба, како и услови за чување и број на регистрација. Така спакуваниот производ и деклариран може да го продава во малопродажната мрежа во општината и соседната општина, во малопродажни продавници и во гостителски објекти. На тој начин се овозможува примерниот производител да не биде зависен од купувачите на некој начин, да може тој свој производ да си го преработи и директно да си го продаде. Да не мора секој пат да чека некој да му го откупи тоа млеко. Тука да спомнеме околу количините кои може да ги преработува, количините кои може примерно производител сурово млеко да го преработи, се некаде до неделно до 700 литри од кравите, а од другите животни во неограничени количини, така од овци и кози во неограничени количини може да го продава и да го преработува во производ соодветен. Понатаму во делот на млекото се регулира и локализирана активност од страна на оператори со храна од мал обем. Тие оператори со храна од мал обем се оператори кои вршат откуп на млеко и од други примерни производители,
Меѓутоа, количината која што тие може да ја преработат може да биде најмногу до 3500 литри за кравје млеко неделно или неограничено за овчо млеко и млеко од други животински видови. Објектите во кои се врши таа локализирана активност подлежат на одобрување од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно членот 51 од Законот за безбедност на храна. Додека претходно привредните производители за директно снабдување треба да бидат регистрирани, овие производители треба да бидат одобрени, бидејќи може да откупуват млеко и од други привредни производители, а не само од сопственото одгледувалиште. И тие производители под локализирана активност не можат да го стават суровото млеко во како конзумно млеко. Во објектите каде се врши локализирана активност, тука е спомнато дека можат да се продават разни видови млечни производи и потребно е обезбедувањето на основните хигиенски услови од правилникот за општи барања за примерно производство и придружни операции, како опште барања за храна, како и минимум следните услови. Објектот треба да биде засебен објект со обезбедени простории за прием на суровина и производство на млечни производи, посебна просторија за зреење или ферментација на млечни производи, просторија за складирање на готови производи и гардероба и санитарен јазел за вработените. Опремата исто така треба да биде изработена од материјал кој лесно се чисти и дезинфицира и да биде во согласно со правилникот за материјали кои доаѓаат во контакт со храната. Исто така, производите од млеко од тој производител од мал обем за локализирана активност треба да бидат означени со идентификациона ознака, а таа е ознака која имат сите објекти одобрени од страна на Агенција за храна и ветеринарство. Исто така тука се регулира и производството и ставање во промет на производи од млеко во географски и економски ограничени услови. Како што рековме претходно, географски и економски ограничени подрачја со географски и економски ограничени услови се подрачја каде што со слаба патна и друга инфраструктура и се ретко населени. За тие, кај тие оператори кои произведуваат во тие подрачја е дозволено своите производи да ги пласираат на целата територија на државата. Значи не само во планскиот регион каде што живеат или населеното место, кај нив е возможно тие своји производи да ги пласираат на цела територија на државата, што им се возможува со врзосно на овој правилник. Количината на суровото млеко кој може да се преработи кај тие одгледувачи не е ограничено, нема ограничување и суровото млеко за производство може да потекне од сопствено или од соседни одгледувалишта, бидејќи во тие подрачја со географски и економски ограничувања да им се даде можност на повеќе одгледувачи да имат еден ист објект, да не се излагаат на повеќе трошкови непотребни, им се дава можност да се здружат и во еден објект своите производи да ги преработуваат и од тука да ги пласираат на територијата на целата држава. Но исто така во овој објект треба да бидат запазени и флексибилни хигиенски услови за производство, но со запазување на основните правила за добра производна и добра хигиенска пракса, како и началата на ХАСЕ принципите, но со негова флексибилност во делот. Флексибилност се состои во тоа што тие мали производители ги евидентираат само неусогласеностите или недоследностите кои се констатирани во текот на производството, а не мора да водат евиденција за се и се што како што е тоа случај со големите оператори кои ги преминуваат тие ХАСЕ принципи. Малку потикто само да замолиме да се пише презентацијата. Добро. Добро, исто така има од овој правилник се ги разработи и производство ставање промет на месо добиени при колење на животни. Самите фармери можат да ги колат животните на фармата за собствено употреба, за собствено производство и исто така може да ги колат животните и за продажба под услови на директно снабдување, односно на самата фарма, колење и продажба на самата фарма. Животни кои што можат да се колат на самата фарма и за собствена употреба и за директно снабдување се тие животни кои најчесто ги држат говеда, свињи,
заеци, живина и така натаму. И јагниња. Тука има ограничување на бројот на животните кои што може да се заколат за директно снабдување, така е наведено за телење до која бројка, за свињи до која бројка, за кокошки, зајаци и така натаму. Единствено таквото месо при колене мора да ги содржи податоците за регистарскиот број, адреса, вид, старост, датум на колење и рок на употреба, како и посебни температурни услови на чување. Но во текот на сите тие операции, операторите мора да се придржуваат на основните општи хигиенски барања. Тоа е тука. Исто така, колење на животни може да се врши како локализирана активност на производство од страна на оператори со храна од мал обем. Овие оператори, за разлика од другите примерни производители, можат да откупуваат животни од други фарми, да ги колат на кланицата и да ги снабдуваат под услови на локална активност, односно во планскиот регион. Меѓутоа и суровината, животните кои се колат во тие објекти мора да потекнуваат од тој регион. Новина во тој правилник е и мобилните кланици. Мобилни кланици кои вршат активности за колење на животни на одгледувалиштата за собствени потреби на држателите на животни, како и под услови за директно снабдување и под услови за локализирана активност, но и колење на животни за продажба на цела територија на државата. Тоа е новина во овој правилник, регулирани и мобилни кланици. Исто така се регулира и директното снабдување од месо на ситен дивеч, доколку одстреланиот ситен дивеч ловците сакат да го пласираат директно, објектот кај што се преработува тој дивеч мора да биде регистриран од страна на Агенција за храна и ветеринарство и да биде прегледан од ловец кој што е обучен и има соодветно сертификат од страна на Агенција за храна и ветеринарство. Доколку во овој објект се преработува и крупен дивеч за директно снабдување, тој постморталниот преглед мора да биде извршен од страна на овластен ветеринар. Доколку дивечот, одстреланиот крупен дивеч, треба да се стави на територијата на целата Република Северна Македонија, објектот треба да биде одобрен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, за разлика од претходните објекти кои требаше да бидат само регистрирани, а овој објект подлежи на одобрување. Исто така се дава можност на примерните производители примерниот производ месо да го преработат и во дополнителен производ за обезбедување на некоја додадена вредност. Такво месо треба да потекне од животни заклани на фармата за сопствени потреби и заклани на фармата објектот под услови за директно снабдување и локализирана активност. Значи, тука се регулирани и условите во поглед на просторијата и опремата која што треба да ги исполнуват тие објекти, да имат посебна просторија за обработка на месото, изработка на производи од месо и пакување на производите, обезбеден простор под термички режим за складирање, соодветно за производите, просторија за ферментација, доколку се врши овој тип простор за експедиција, простор за зачини, простор за материјали пакување за производите. Исто така под услови на локализирана активност операторот може да произведува и да ги пласира во регионот, но објектот треба да биде одобрен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство и во ограничување поглед на количините, додека за примерниот производител за директно снабдување тие количини се до 400 кг неделно, за објектот од мал обем тие количини се некаде до 2000 кг неделно. За прв пат во овој правилник се регулира и работата на месарниците. Месарници со дел за преработки, дел за производство, каде што продажниот дел и производниот дел треба да бидат физички одвоени. Се дава можност на месарниците да произведат преработки
и чадени производи, чадена плешка, брат, шунка, ребра, печеница во одредени количини. Месарниците тие производи може да ги пласираат под услови за директно снабдување во општината и соседната општина. За разлика од до сега воспоставената пракса и правила. Добро. Правилникот, само би се да спомнам и да како заклучок да го извлечете од презентацијата дека се размислувало, значи, за безбедноста на крајниот потрошувач за кој што ќе конзумира овие производи. Ако приметивте, упорно се инсистира на следливоста и да потекнува, да речеме, од одгледувалиште или објекти кои што веќе се под контрола и кои што се гарантира дека здравствената состојба со животните е во ред и дека задоволуваат некои основни минимални хигиенски барања само да не се дојде до загрозување на здравјето на потрошувачите. Во правилникот сам ќе видите дека доста е малци комплексен и ќе треба да се објаснува и на терен со луѓето кои што сакаат да го имплементираат, тоест фармерите и малите производители. За таа цел овде со нас и заменик директорот на Агенција за поддршка на земјоделието кој што се наоѓа во Битола и тие во наредниот период ќе се вклучат во промоцијата на терен на самиот правилник како би постигнале што повеќе фармери или они заинтересирани кои што се такви мали производители да може да го преминуваат и да ги преминуваат стандардите кои што се бараат или условите по овој правилник. Јас имам толку. Да, само неколку збора, вака изгледа прилично комплицирано, меѓутоа се трудевме во изработката да создадиме едноставен, флексибилен правилник кој што ќе можат и примерните производители, како што ние ги викаме, или фармерите да го разберат, а Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието да помогне во негова имплементација. Директно на терен, укажувајќи на фармерите како нивните производи да добијат вишок на вредност со самото производство на самата фарма, во продажба на локална туристичка понуда или во регионите. Покрај директната поддршка во имплементација, агенцијата ќе се потруди и како фармерите да дојдат и до средства од националните финансиски програми за поддршка во земјоделството, меѓутоа и до ИПАРД програмите преку укажување како може да се дојде до овие средства и да имаме побрза имплементација на правилникот. Очекувам дека првично ќе направиме една регистрација на еден производител на млечни производи во источниот дел, па се надам дека и тоа ќе имаме една промоција на директна имплементација на правилникот.